патот до успехот е многу труд. Ги имам поминато сите сектори во мојот бизнис. Од продавач, па резервни делови, па маркетинг, сум научил све за да можам да бидам тука кај што сум. Во салон, луѓето кога ќе дојдат, што бараат прво во Македонија? Ги интересира цена, попуст? Уште не ни ја видел колата, вика попустот колкаве. Викам, попуст не продавам јас, возила продавам. Old school. Сега сега продавам, како? пред 10-15 години бевме на врвот со Кометал Ѓорче Петров. Репутацијата е друго чувство, покажува идентитет и во спортот, меѓутоа и во бизнисот. Не сакам, не можам и не знам, не постојат. 4 зими изминати, 4 со тебе поминати. Виктор Осимех, фудбал Галатасарај. Зошто? Затоа што сум навијач на Галатасарај. Што го врти светот покрај многуте автомобили? Ова прашање ќе му го поставиме на генералниот директор на Гранд Ауто Македонија Дритон Заири, со кого зборуваме и за тоа како го пренел спортскиот дух од ракометот во раководењето на компанијата и во продажбата на автомобили. Во музичкото студио овој пат се дружиме со прекрасната Кали и нејзината музика. Дојде време да ве прашаме и вас за спортот. Имаш ли омилен спорт и омилен спортист што највеќе го сакаш или спортист? Од века. Од века омилен спортист или спортист? Новак Џордовиќ. Виктор Осимех, фудбал Галатасарај. Зошто? Затоа што сум навијач на Галатасарај. Не знам дали се рачува како спорт, кој луѓе не го рачунаат како спорт, ама мене ми е формули, тркање на формули. Да, кој ти е омилен спортист? Макс Верстапен. Зошто? Па не знам, според мене он е најдобар, најубаво вози. Football because I'm played football before and I'm been testing in football. Who is the best? Who's the best footballer now? Ronaldo. Okay, For me. Why? Because he's hardworking, he's training. Спортист? Немам некој. Омилен спорт, што го следите? Футбол. Зошто? Зашто е најплатен и најатрактивен за гледање. На мене омилен спорт ми е атлетика. Добро. И се бавам со атлетика. Стварно? Да. Супер. А тебе? Кошарка. Мора да си атлетика. Кошарка. Кошарка, омилен Да. спортист? Да. Да. Кира Лазаров. Пошто е наш нормално. Нормално. И пошто е најдобар во тоа што го прави. Здраво, Дритон, што го врти светот? Здраво, Јована. Па, според мене, светот го вртат многу возила. Меѓутоа, секако љубов и здравје. Добро. Со возила мораше да се почне. Во Гранд Ауто носите неколку брендови, па ќе те прашам за два од најпопуларните, Ford или MG. Па, сепак почнав после многу години по други брендови, со Ford започнав пред 15 години и веќе 15 години, па секако Ford ми е прва љубов, да кажам. Прва љубов, а кога сме кај прва ljubов, ракомет или фудбал? Секогаш ракомет. И дали повеќе се гледаш како продавач или како менаџер на компанија? Често прашање што ми го прашуваат, меѓутоа едното без друго не може. За да бидеш добар менаџер, мора да бидеш прво да пројдеш кон добар продавач, а јас мислам дека го имам пројдено и се уште сум во тој, ајде да кажам, фазон, меѓутоа и едното без друго бидејќи не може, секогаш сум добар продавач, а пробувам да бидам и добар менаџер. Значи прво продавач, Прво па продавач. после се. Секако, да. Добро. Сега кога сме кај тоа, ти на многу рана возраст почнуваш да ја водиш компанијата, една од најголемите автомобилски компании кај нас. Како еден млад човек во 30-тите години доаѓа да биде на чело на толку голема компанија? Што требаше да се случи за да стигнеш таму? Која е твојата приказна, твојот пат до успехот? Значи, патот до успехот е многу труд и порано, мислам, каде што почнав да работам во 2000 година, генералниот директор тогашен ми имаше кажано нешто што ми даде, ајде да кажам, ветар во грбот за целиот мој живот до сега. Нешто пробувавме да сработиме, ја реков не можам, меѓутоа беше после година и пол од моето работење таму и ми кажа како не можеш, од тебе не сум научен да го слушнам тоа, дека ти не можеш, затоа што до тогаш немаше нешто што не може да го правам. А бев уште 20 годишен дечко кој што уште учев. И тоа ми беше, значи, ајде да кажам,
ветер во грбот да во животот нема, не постои, не можам, не сакам и не знам. Да. Така да, на моите 20 години почнав да работам во продажба, првично. Меѓутоа, предходно имав работено, тоа, мислам, јас го кажувам на секого, дека работив и такси. Студирав и искачав работев такси, па во исто време се вработив во автоиндустријата, во, значи, поранешниот бренд кој што го работевме, работев и такси, па работев и као продавач во исто време. Значи, држев две работи. И Тоа е многу со добар тоа- старт, баш со труд. Да, со труд и со да не кажам со кејф, можда, меѓутоа со многу желба да научам, затоа што едното и другото ми беа новитети. Бев, мислам, студент, ракометар бев, играв ракомет, животна желба ми беше да бидам ракометар, да бидам професионален ракометар, да идам надвор од земјава негде, за странство, да играм за репрезентација и такви работи. Меѓутоа, мене животот... не се да, случи. не се случи, меѓутоа ми даде можност за да работам и да дадам труд. Со многу труд и желба, секако, едното без друго не иде. Почнав да работам во продажба, од продажба мислам, добив и други функции. На крај на 27 години, тоа е 2007, тоа е 2008 година, веќе добив позиција, значи, директор на канцеларија или head of office, да го кажам, во Косово. Ме пратија од тука, во поранешниот бренд, тоа е компанија кај што работев, и тамо исто искуство добро, затоа што од нула направивме нешто. И после се враќаш пак дома. После се враќам од дома, меѓутоа преминав од еден бренд, тоест во Форд и во Фордовата групација. Ти подготвивме еден малку автомобилски предизвик. Еден наш пријател Јане ни прати 5 модели на Форд, затоа што кажавме дека е прва љубов нели во Гранд Ауто. Значи, сакам да ги видиш моделите. Добро. И да ми кажеш колку мислиш дека ќе погодиш. Тој мислеше ни еден, јас ќе ти дадам шанси еден, ти види. колку мислиш дека ќе погодиш? Мислам, Јане добро кажал, ама ајде ќе пробаме нешто, мислам, види, 5 бренда моментално. Предходно во прошлата компанија, значи 10 години исто 5 бренда со многу модели и веќе ми е збунка во главата, меѓутоа ќе пробам мислам да погодам. Значи, Баш ја не викам као Јане. еден, ти викаш ни еден или колку? Не, ја бар сега колку имаме во игра? 5. Бар 2 ќе погодам сигурно. Добра, ајде да видиме сега кој е во право. Еве го првиот, се надевам дека го гледаш, таму ќе го покажеме поубаво. Првиот, за среќа можам да го погодам одма, затоа што еден од моите војковци, што мислам израснав со нив, го имаше исто во возило, само во плава боја, тоа е Форд Таунус, Да, да, и затоа и го знам. добро. А ова жолта лепота. Вакво имам исто во канцеларија една, значи од тие убави колички што си ги собирам, би требало да е Капри. Капри? Форд Кортина, мислам дека. Добро, Ама скрешивме. добро, слични се Да. многу. Баш ги разгледавме преска. Ова за моја среќа не можам да не го погодам, затоа што имам убава приказна за него као модел. Тоа е F150, меѓутоа за во Европа, за кај нас се продава као Ranger, што е помала Ranger, верзија, да. И кај него имавме страв пред многу години, кога почнавме да го носиме, као директоре, немој да го носиме овој скап, не го купуваат, не го сакаат, конкуренција. И јас со тоа каков што сум си, реков, окей, ајде порачуваме 10. И тие, не, 10 многу е, не, викам, 10 порачуваме, па ќе видиме, тоа е 2014-15. И од тогаш, стварно, го продаваме многу добро, затоа што возилото вреди. И тој мој осет за тоа возило се покажа дека е точен и си го продаваме Рейнджерот, а ова е F150 за амерички пазар, поголем. И? Ова е убаво возило, затоа што ова возило требаше мојот покојен татко да го купи во Белгија во тоа време, тоа е Ford Scorpion. Добро. За крај. Old Old school. ова, сега го сега погодам, како ова би беше? требало да е некоја фиеста, ама не знам дали е фиеста.
Ова е Форд Да. фестива. Добро, не фиеста, фестива Непознат сега. модел за мене. Да, да. Така. Нешто на тема на забава е сепак. Да, фестина. Добро. 3 погоди, значи ме победи овој Добро. пат. Ме интересира во салон луѓето кога ќе дојдат, што бараат прво во Македонија? Ги интересира цена, попуст, што име за да купат, што е побитно? Така, Цената, сега. попустот... Ако кажам точното, мислам дека нема да навредам никого, меѓутоа мислам тоа е вистина. Не е само во Македонија, бидејќи јас мислам 5 години исто и на Косово работев и живеев од 2008 до 2013 и таму исто. Меѓутоа истиот момент ми се дешаваше и таму и тука. Луѓето прво ќе дојдат и ми уште не ни ја видел колата, вика попустот колкаве. Викам, види, попуст не продавам јас, возила продавам. И после ќе ме застанат, знаеш, една минутка, не им е јасно што им зборам. Викам, добро, ајде седни да видиме. Така да битен е попустот кај нашите клиенти. Како цена Меѓутоа, или не како секогаш. почит? Мислам И дека го двете, имаме и тоа, двете. да. И двете, ако дошол до, ајде да кажам, до директорот, тогаш е почит. Ама доле со колегите од продажба, секогаш е цена. Добро. Пари. А бенефити некој дополнителна опрема, значи тоа? Обично, ние во Гранд Ауто, значи, со нашите клиенти пробуваме да биде тоа од секој аспект, значи, удостоено кон клиентот. Да си добие попуст кај возилото, бенефитите други, значи, не знам, дали се регистрација, патосници, зимски гуми и што и не, значи многу работи кои што пробуваме да ги дадеме, за да клиентите видат дека тие се стварно најбитни за нас, затоа што без нив не би ни функционирале ни ние. Така да тоа е, мислам, уобичајно кај нас веќе, значи да клиентиве им удоволиме од секој аспект колку што ние можеме. Значи нормално не секогаш можеме се и се што, меѓутоа пробуваме да бидеме, значи, услужливи од секој аспект. Како продавач, зашто кажа дека пред се така се доживуваш секогаш покрај тоа што си менаџер, продажбата е битна во се, буквално, дали продавате кармини, коли, облека, значи продавачот е многу важен лик во целата таа работа, но особено кај автомобилите и кај нешто што е вредно, станови, нешто што е повредно. Кажи ми според тебе што продава? Што е тоа што човекот ќе го натера да купи баш од вашиот бренд или од некој друг бренд, чисто како ова малку школа за продавање, зашто Значи, сите нешто продаваме. Вака, јас мислам, го имам научено од претходната групација кај што работев, бидејќи таму бев тренер за продажба, значи на 2 години train the trainer програма и тоа доста во животот ми даде, значи да научам. Добар продавач ќе ти продаде едно возило, а добар customer care или Грижа за потрошувачите, да, продава многу повеќе возила. Меѓутоа, јас секогаш исто да го користам дека најубаво продава убава насмевка и почит кон клиентот. Да. Значи, клиенти имаме кои што во многу случаи многу повеќе знаат и од самите продавачи, па и од самите, мислам, Толку менаџери. подготвени доаѓаат? Доаѓаат, да, што јас сум среќен за тоа, затоа што понекогаш и јас учам од нив и го користам исто да го кажувам дека не секој мора да знае све. Во животот се учи цело време. Така. Така да и кај нас колегите од продажба, мислам, тоа им е најбитно да бидат насмеани, мислам, кон клиентот, да го услужат максимално, да ги видат нивните потреби, што е, како е, значи не може од прва да му дадеш. И ако имаме случаи кај што дошол клиент, не знае ништо за брендот, меѓутоа 2 минути си купува возило. Сакам да те прашам, еве, кога зборуваме клиент, имаме, нели, дали постои разлика меѓу мажите и жените во овој дел? Јас мислам дека, нели, не сакам да генерализирам, сите возат мажи, жени, возат коли и така натаму, меѓутоа во стилот на купување ми е прашањето. Кога ќе дојде машки клиент и женски клиент, дали нешто се разликува? Се разликува. Секогаш жената одлучува. Добро. И кога мажот купува И кога кола? мажот купува кола, секако. Не е шала, вистина е, меѓутоа повеќето, мислам, со клиентите повеќе пати се шалиме ние, као
не може да одлучи, ја ме знаеш, ај утре дај пушти ми ја понудата да видам што како и ќе ми кажат колегите од продажба, директоре, овој ќе треба да одлучи утре, задутре, викам добро, треба викам Да се консултира. да се консултира, треба да добие одобрение од сопругата. Ама не, и после јас ќе се јавам ако е некој познаник, викам ти даде дозвола, викам, ако не викам да даеме попуст уште малце, па ќе купиш некој сат, нешто на сопругата за да ти додобри, бар кажи го дека од бенефит од нас го добиваш. И тука на насмеа на шала, мислам дека секој клиент, дали е маж или жена, зависно ако е, мислам обично ние работиме со повеќе фамилиарни клиенти, значи што си Да, имаат зашто фамилии, имате баш големи автомобили. да, имаме големи автомобили, имаме Избор. мали автомобили да си ги купуваат, мислам, и така одлучуваат заеднички, меѓутоа секогаш малце исто пак на шало кажам, секогаш одлучува женската страна. Да, тука Да. ќе натежне, кога жените купуваат за себе коли, како изгледа тоа? Има разлика? Овдека верувај ми. мора 2-3 дена да се консултира. Веруваме ми од искуство, сега последно што ми се деси со колегата од продажба што ми кажа, вика директоре дојде вика за 2 минути вика одлучи. Не ни знаеше за колата ништо, вика одлучи затоа што на прв поглед се залюби во Форд Пума. Да. А Пумата е стварно за залюбување од прв поглед. Меѓутоа се има дешавано и на другите брендови. Ај ќе кажам, женските веќе прашуваат, значи пребаруваат, прашуваат, знаат, значи си прават некоја истражување, си прават слика у главата што сакаат, што им треба и се одлучуваат малце полесно. Побргу. Да, побргу. Добро, или заради истражување, или јас може би за тоа што немаат време многу. Може, у салони. И се тоа, зезам. и тоа. Да, меѓутоа баш интересна е оваа паралела, а дали повеќе порано важеше она дека повеќе се бараат дизел колите затоа што се понатаму поевтини, ама многу од ова се менува и во однос на одржување, бензинците обично се подобри, така натаму сега ги имаме електричните автомобили, хибридите. Што бараат најмногу да купат граѓаните во Македонија? Значи, нашата индустрија се развива толку брзо и понекогаш викам, значи све се врти тоа, исто нели ја почнавме емисијата со што се врти, стварно како да све се врти и све почине од автоиндустријата. И кај да свртиш, нешто за возила се пишува, се бара, има новитети. Порано да, дизел се бараше, значи беше само дизел и ништо друго. Меѓутоа така се разви технологијата, што тешко се прати индустријата, нафтената индустрија, тешко ги прати, ја прати автоиндустријата. Во делот дека нема инфраструктура дово? Па не инфраструктура, туку квалитет на горивата, од аспект на дизел квалитет. Да. И тука веќе возилата користат премногу, мислам, електроники и такви работи кои што не дозволуваат да дизелот кој што не е добар и адекватен да работи како што треба возилото. Па И се полека, не, расипуваат туку повеќе? многу брзо, не се расипуваат. Мислам, си имаат процедури на возилата кои што мора да се, секој клиент кој ќе ја купи колата ако е дизел, мора да се придржува кон тоа. Меѓутоа нашиот народ не ќе да се Да. придржува повеќето. Па кој ќе им кажеш треба ова да го направиш, ако ти се појави ова, направи го ова. И да, ама знаеш се брзав, не, ама бев уморен, се вратив од дома, па не може да ја повозам уште малце. И тие работи не ни дозволуваат. Меѓутоа и така многу брзо индустријава се развива од тоа што од горива се преминува на електрика и тоа го гледаме ајде во скандинавските земји многу, затоа што имаат инфраструктура, имаат значи растат нагло, можам мислам и во бројки да кажам, дека веќе 95% од возилата во Скандинавија се преминати на електрични возила. Тоа за друг жал- проблем ќе, да сега со батериите, ама тоа, добро значи сепак приказна е за себе, тоа со екологијата и Да, батериите. Да Меѓутоа, не кај навлегам. нас, за жал, ќе кажам, веќе многу години не се презема ништо од аспект на субвенционирање на тие електрични возила. Каква е цената, на пример, во регионов на заполнење Во на нашиве возилата? многу блиски земји, као Албанија и Косово, да кажам, во Србија помалце, меѓутоа Албанија е најдобриот пример. Затоа, не знам, ако Дека има отидете... субвенција? Немаат субвенција како субвенција, меѓутоа имаат олеснување. А тоа олеснување нема, иако е електричните возила, повеќето се
со кинеско потекло, да кажеме, ако е европско возилото, батеријата е кинеска. Значи, тука нема збор. Или И тука поради во тоа Костов. ние треба да плаќаме во Македонија 5% царина, во Албанија, например, нема нула е царината. Аха, добре. Ние имаме 18% ДДВ, во Албанија за електрично возило не се плаќа воопшто, значи ни ДДВ. И тоа веќе доаѓа на 23% поевтини цени од нашите цени во Македонија. Во сам Во почеток. сам почеток. Мене ме интересира дали важи кај клиентите тоа дека нов автомобил е подобар автомобил, зашто ние нели никогаш знаеме да кажеме која е најдобра кола нова. Ви, Или- за жал, да не кажем пак за жал, меѓутоа нашиот пазар е за нови возила е многу мал. Да, Во споредба со увезените возила кои што мислам се постари од 7, 8, 10 години, 15 години и 1:10 или можда и повеќе, меѓутоа 1:10 е пазарот на стари и на нови возила, која прашуваат, да, дали е, секогаш е најдобро ново возило. Сега има, мислам, толку начини да се дојде до ново возило, со финансиски лизинг, со оперативен лизинг, со потрошувачки кредит, кој што дозволува на секој клиент да си купи ново возило, со тоа што, например, кај нас во Форд има 5 години гаранција, па 5 години нема да му мислиш за ништо. Сакам да те вратам пак сега на ракометот. Дали следиш што се случува со женскиот ракомет? Сега има првенство. Дали ги следиш напредоците на нашава Да, репрезентација? јас сум веќе од оваа година, од февруар, во управниот одбор во Ракометната федерација Знам, и секако затоа така прашам. го пратам и цел ни е тој женски ракомет стварно да се развие малце повеќе, затоа што пред 10-15 години бевме на врвот со Кометал Ѓорче Точно. Петров и другите. Сите памтиме. Да, памтиме и малце е опаднато. Знам точно зашто и со председателот и со генералниот секретар секогаш разговараме на таа тема, мислам неколку пати, дека ни бегаат по други спортови, кои што се поженствени, да кажам, као одбојката. Меѓутоа, сега исто федерацијата организира карвани по сите градови и доста успешно поминува тоа. Во мое време многу деца, веројатно поради Кометал, баш тренира ракомет, многу девојчиња тренира ракомет и може тоа да се смени повторно Да, еве ако да, сега да. направиме успеси. Да, планот е да се смени, со машката репрезентација идеме на европско, идеме на светско играме, значи тука веќе и покажуваме успеси, исто и во женскиот ракомет, неколку клуба играат во еврокупови, значи меѓутоа не е кај играме, туку колку ние као федерација и као учители, тоест професори по школата, работиме на спортот кој што е национален спорт. Значи тоа ние, ајде да кажам, као жик, као белек, дека тоа е сме наш спорт. ракометари, да. Кај да отидеш низ Европа, а доста често, you handball, your country handball, знаеш, не знаат по тоа, затоа што имаме успеси со Кометал пред многу години, со Вардар исто, Така, и со Лига на Вардар. шампиони, значи и со ракометната федерација, тоест со репрезентацијата имаме прекрасни момци кои што верувам во нив сега, мислам Јас млади верувам момци. во тимовите, ама репрезентација кога ќе победи е друго чувство. Да, Тука ви. се сите од сите Така, клубови. така е, Многу репрезентацијата е друго чувство, покажува идентитет и мислам дека и женскиот ракомет ќе дојде многу брзо, тоа што со новиот председател се работи на таа тема, со тие карвани што ги спомнав, доста деца се враќаат во ракометот и гледаат као ајде иднина во тој спорт. Што ти е некоја порака која што би сакал да ја пренесеш преку спортска порака што ти си ја слушнала, што си била многу силна како таква, што може да ги води луѓето во животот без разлика дали се занимаваат со спорт? Значи и во спортот, меѓутоа и во бизнисот, спомнав на почетокот, не сакам, не можам и не знам, не постојат, затоа што за сите има контра. Ако не сакаш, значи нешто е проблем со тебе. Ако не можеш, секогаш можеш да се потрудиш да можеш да го направиш. И не знам, секогаш треба да прашаш и некој ќе ти каже. И да научиш. Да и да научиш, затоа што според мене, иако сум на оваа позиција многу години, значи од мојата 27 година, веќе во менаџерски води, јас ден денес викам дека не ми е срам да прашам и ако не знам да научам.
Така да тоа ме води и верувам дека младите треба тоа да го користат најмногу, затоа што таква ни е земјата убава и има можности во оваа земја за младите, што тоа што знам, мислам дека системот треба малце да се среди, а децата ќе останат, ќе научат и ќе дадат се од себе, додека им се даде можноста да го тоа покажат. Добро. Супер, драго ми е што фала ти што се отвориш да ни раскажа за твојата приказна. Верувам дека многу луѓе ќе ги измотивираме и ќе им покажеме дека и во Македонија ете возможно е ако си работиш и си посветен да напредуваш во компанија, па еден ден да ја водиш, да те викаат на подкаст и така натаму. Фала ти. Ти благодарам и тебе. На младите пак ќе им кажам да си ја сакаат земјава и да се трудат за земјава. А во музичкото студио ја имаме македонската кабаре дива и девојката која ја представи земјава во најдобро светло на бугарскиот војс кога се појави там. Калина Вилковска Кали во музичко студио. Здраво, Кали. Здраво, здраво. Која музика го врти твојот свет? Секоја она која го допира моето срце. Ако можеш да одлучиш, што е она што ги разликува настапите во диско клуб од оние во кабаре клуб? Физичката кондиција, кореографијата, употреба на кореографија. Практично, секој кабаретски настап, секоја една песна што треба да се испее, делува нешто како евровизиските настапи, да речеме, најслично. Ако светот нема граници, со кој музичар би сакала да соработуваш? Ова е најтешкото прашање, затоа што постојано ми се менува и мене идејата за овие работи кога размислувам. Сега и завидувам на Росалија заради тоа што имаше можност да соработува со една од најлегендарните женски автори, артисти, Бјорк, на која што искрено на таа музика јас израснав. Време е да уживаме. Кажи зашто ваков крај, искрено зборувај со мене. И зашто баш од некој друг, познат лик од мојот круг, слушнав јас, а не од тебе. После се што минавме, лесно на себе га од себе. И сите тажни духови, права тажни стихови, нек се изгубат во време. Но ти без зборови си отиде, те погледнав и останав без ти. Ти ми взе се, ме остави да тонам. Ти ми взе се, баш града од мене, болот солзи ве, спомен ли ја згорам. Ти ми взе се, себе од мене. Сега јасно како ден, знам дека нема веќе назад. Оно што поминало низ ветер се изгубило, чувствата нема да се вратат. Но ти без спорови си отиде, те погледнав и останав без ти. Без ти. Ти ми взе се, ме остави да тонам. Ти ми взе се, баш града од мене, болот солзи ве, ја спомени ја згорам.
Ова беше мојата прва авторска песна, односно песна со која што си имам представено како соло артист, затоа што сепак јас од секогаш сум била дел или склопот некаков бенд и делот по алтернативната сцена и ова беше првото дело со кое што го ставив и личниот потпис за прв пат во поп музиката. И е целосно дело на Александар Масевски. Идеме со следната numera која што ќе биде воедно и прва numera која што имам исполнето како дебютант на Макфест во 21-та година и со истата ја добивам наградата за најдобар дебютант и е дело на Сара Мейс. Петар, слушни, имам нешто многу важно да ти кажам. Петар, слушни, само сакам преку песна да ти го раскажам. Имаш ли време ти да го чуеш? Ке ти требаат минути 3 или може би години, 4 зими поминати, 4 со тебе изминати. Не сум на себе без тебе, ти дел од мене беше. 4 зими поминати, 4 со тебе изминати. Не сум на себе без тебе, ти дел од мене беше зими 4. Јас имам инспирација, ти имаш нова девојка. Ја можда ме прашаш дали сум добро, ма не се грижи за мене, јас знам. Ке ти кажам, сакам да ти да си среќен со мене. Петар, се сеќаваш ти колкото добро беше љубов кога имаше. Петар, и остави сега сите спомени наши. И последната numera за денес, која што ќе ја имитуваме, е и моето прво единствено представување како дел од надпреварувачи за изборот на песна за Евросонг во 22-та година. Ја знам, светот е полуден цел, а ние од него сме дел кој не се двои. И да се чувствуваш безкрајно сам, ко остров на сред океан од лажни идоли. И знам, не смогла бараш пат да најдеш малку магија убавина за
знам, имаме лузниот страв, но живеат натре во нас и жртва и херој. И да, секој си избира пат, јас те повикувам, избери за себе љубов. И знам, низ магла бараш пат, да најдеш малку магија, убавина, за нас ја гинеш лагата, да видиш само вистина и светлина, за нас од тебе раѓам план, во љубов да се претворам во лек за тагата. И кој не сам, не си сам, не си сам. Многу ви благодарам за поканата и се надевам дека наскоро ќе се дружиме со многу нови материјали. Останете убави. Слушнавте што слушнавте, видовте што видовте. Доколку ви се допаднавме и сакате уште, следите не на Instagram и Facebook и стиснете subscribe на YouTube. Таму имаме повеќе уникатни содржини за вас. А се гледаме повторно на истото место во 17 часот на Телма телевизија следната недела. Поздрав!